Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Четврт ден од изборната кампања, во тек теренски активности и мониторинг на изборниот процес. Театарската представа Мајџепсан Круг доби електронска верзија на илустриран стрип. Промоција на првиот број за 2025 на списанието Стремеш. Полицијата уапсила над 100 лица во септември за недозволена трговија со дрога. Времето денеска во Македонија пристигна зимата, падна првиот снег. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Локални избори 2025. Денеска е четврт ден од изборната кампања за локалните избори 2025. Партиите, коалициите и кандидатите за градоначалници предложени од групи избирачи и за советници се остваруваат теренски активности на средби со граѓани. Изборната кампања, која почна во понеделникот, ќе трае до 17 октомври на полноќ, пошто следува 24 часовен молк пред гласањето на 19 октомври, додека вториот круг ќе се одржи на 2 ноември. Локалните избори 2025 се 8 од независноста на државата, а четврти на кои се избираат градоначалници и советнички листи во 80 општини и градот Скопје. Ќе се гласа на 3480 избирачки места за 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети или за вкупно 10.490 кандидати. На изборите учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи на избирачи, односно независни кандидатури. Во Прилеп учествуваат 9 кандидати за градоначалници и 11 кандидатски листи за советници. Како се врши мониторинг на можни злоупотреби на административни ресурси за време на локалните избори 2025. Сдруженијето LAG AgroLeader спроведува активности за мониторинг на можни злоупотреби на административни ресурси во две општини. Проектот има за цел да обезбеди веродостојни и непристрасни податоци кои ќе помогнат за зголемување на транспарентноста и отчетноста на јавните институции, вели Даниела Цветановска од LAG AgroLeader. Овој проект се спроведува во повеќе од 25 општини низ цела држава. Има над 50 овластени, акредитирани монитори или наблюдувачи, кои што ќе ги мониторираат сите тие потенцијални злоупотреби на административни ресурси на локално ниво. И овој пат се спуштивме на локално ниво, бидејќи станува збор за локални избори, а сепак на крајот на денот општинските услуги, општинските административни ресурси се за сите граѓани и треба да бидат во корист на сите граѓани, а не само на некоја определена категорија на гласачи или потенцијални гласачи на политичка гарнитура. Иако се локални избори, иако зборуваме за потенцијална административна злоупотреба на локално ниво, сепак секако ќе се мониторираат и националните институции, како што спомнав, како што се Дом на култура или други јавни институции, каде што пак тука може да има појавување на јавни службеници во текот на работно време, на определени партиски состаноци и митинзи. Токму поради тоа,
наблюдувачите има една 3-дневна обука, 3-дневни целодневни обуки каде што точно значи се кажа начинот како тоа ќе треба да се мониторира, кои се начините и како тоа да се известува за да имаме точни и веродостојни информации и секако таму каде што е можно да има докази, слики, линкови, евентуално некакви документи каде што се гледа дали има злоупотреба на административните ресурси. Локални избори 2025. Театарската представа Мајđepsan круг на тема трговија со деца со акцент на принудните бракови доби електронска верзија на илустриран стрип, а електронската верзија на стрипот Мајđepsan круг е илустрација на прилепскиот уметник Дарко Талиски, стрипмейкер, ликовен уметник, а текстот од театарската представа Мајđepsan круг го прилагодија новинарките Елизабета Филиповска, Гордана Цветановска во реализација на Радио Пела, во соработка со Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје и Европската Унија. Трговијата со деца представува еден од најзагрижувачките аспекти на трговијата со луѓе во земјава. Стрипот Мајđepsan круг е глас за оние кои немаат глас. Со силни визуелни символи и трогателна нарација успева да ја разоткрие суровата вистина за трговијата со деца и присилните детски бракови, истовремено поттикнувајќи емпатија, свест и акција за делување во спречување на оваа појава присутна во заедницата. Секоја сцена од стрипот е повик за правда, а секој лик е сведоштво за надеж. Електронската верзија на стрипот Мајđepsan круг на тема трговија со деца со акцент на принудните бракови можете да ја погледнете преку вебсајтот на Програмската канцеларија на Советот на Европа во Скопје, а промоцијата на печатената форма ќе биде наскоро. Публикацијата е поддржана од проектот за јакнување на активностите против трговија со луѓе во Македонија, кој се имплементира во рамки на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа, хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција. Во Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп сабота на 4 октомври од 19 часот ќе се одржи промоција на првиот број за 2025 на списанието за литература, уметност и култура Стремеш. Првиот број во 2025 истовремено е и прво издание уредено од новата уредничка редакција на списанието. Новиот број на Стремеш содржински донесува авторски дела и препеви поделени во неколку блока. Во рамки на тековните оперативни активности од областа на сузбивање на недозволената трговија со дрога, полициски службеници од различни полициски организациони и единици во текот на месец септември во повеќе различни случаи лишија од слобода над 100 лица, меѓу кои и неколку малолетници, кај кои што при извршени лични прегледи и прегледи на возила биле откриени и запленети поголема количина на марихуана, бела гручеста материја, бела прашкаста материја, кафена прашкаста материја, МДМА таблети, амфетамин, хероин, дробилки. Исто така, врз основа на извршени претреси во текот на изминатиот месец, покри откривањето и заплената на одредени количини марихуана, кокаин, хашиш, амфетамин и дробилки, во околу 10 различни случаи биле лишени од слобода и беа поднесени кривични пријави против повеќе од 15 лица како осомничени за сторено кривично дело по член 215 од Кривичниот законник на Македонија. Воедно на граничниот премин Тамановце во месец септември при влез во земјава во неколку одвоени случаи кај српски, унгарски, австријски и белгиски државјани. Исто така биле откриени кокаин, амфетамин и марихуана. Во текот на септември на регионалниот пат Битола Прилеп полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција СВР Битола и ЦАЕ Тигар од Бирото за јавна безбедност при МВР во рамки на засилените активности во борбата против недозволена трговија со дрога спречија транспорт на околу 35 килограми марихуана. Временска прогноза. Времето денеска во Македонија пристигна зимата, падна првиот снег на Попова шапка.
Управата за хидрометеоролошки работи за денеска издаде портокалов метео аларм поради очекувани обилни врнежи од дожд. Ќе има обилни врнежи од дожд на повеќе места над 30 литри на квадратен метар, а локално и над 50 литри на квадрат. На планините врнежите ќе преминат во снег и ќе се формира значителна снежна покривка, соопштуваат од управата. Најмногу снег се очекува на повисоките планини на северозапад, ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Во Прилеп денеска највисоката дневна температура достигна до само 5 степени, а утре петок ќе се искачи само на 6 степени. Поради продор на постудена воздушна маса од север и засилен северен ветер, утре петок на планините врнежите ќе преминуваат во снег, а поради натамошно спуштање на студен воздух ќе има услови да преминуваат во снег и на некои од повисоките места. На повисоките планини ќе се формира значителна снежна покривка. Од сабота времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури кои ќе одат и во минус, а дневните ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.